Добра вечер, почитувани. Почнуваме со емисијата Аргумент Плюс, тема инфлацијата, која во ноември достигна 19,5% и високите цени на храната кај нас. Што направивме, што превзедовме, што не? Мои гости денеска се Анета Симеска-Димовска, директор на Државниот пазарен инспекторат. Добре дојдовте во студиото. Добро вечер, благодарам на поканата. Сашо Дуковски, подпредседател на Сојуз на стопански комори. Добре дојдовте и вие. Добро вечер, подобро најдов. Ви благодарам на двајцата што ја прифативте поканата. Темата е актуелна, инфлацијата. Денеска статистика ја објави 19,5% во ноември. Господјо Димовска, имавте задача пред 1 декември да направите анализа на цените. Дали направивте? Дали има намалување кај некои цени на некои производи, зборуваме за храната? Дали најдовте трговци која користела кризата да остварат некаков си дополнителен профит? Што покажа анализите? Ги презентиравте ли на Министерот за економија Крешник Бектеши и што конкретно превзедовте? Така, ние имавме еден заеднички состанок со сите трговци, членови на стопанските комори, со производителите пред почетокот на мерката за која е согласно енергетската криза, каде што на производителите им е овозможено да користат повластена цена на струјата. Тогаш ги добивме начално информациите како ќе се одвива сето тоа и веќе имавме одлуката која што требаше договорите да важат од 1 декември. Согласно тоа очекувањата беше и она што го имавме ние како барање од владата и од Министерството за економија да анализираме како ќе се движат цените на производите. Со започнувањето да течат договорите на производителите, Државниот пазарен инспекторат како и предходно повторно излезе на терен, бидејќи ние предходно ги имавме веќе информациите и на цените, меѓутоа не е толку нашата надлежност да ги гледаме цените, кои се, него надлежноста ние да гледаме дали тие цени се согласно одлуката на владата, бидејќи знаете, ние во сила имаме одлуки на владата со кои што имаме ограничени маржи на одредени производи која одлука е до 31 декември. Согласно тоа, после 1 декември излеговме на терен, постојано се нашите државни пазарни инспектори на терен. Конкретно? Констатирано е веќе заклучно со денешниот ден дека кај одделни типови на производи прехранбени веќе имаме намалување. Намалувањето е кај повеќе производи, повеќе се чувствува кај маслото за јадење, меѓутоа имаме намалување и кај лебот, посебно во градовите од внатрешноста, каде што цената на лебот е намалена најмалку за 2 денари, но имаме намалување и за 5 до 6 денари. Тоа е отприлика во некои ситуации до 10%, бидејќи бил претходно лебот 40 денари, денес се продава за 34. Добро, каква е состојбата во Скопје, бидејќи и предходно во другите градови во внатрешноста имаше лепи по 25-30 денари? Каква е состојбата во Скопје, што констатиравте? Во Скопје имаме констатирано дека немаме намалување на цената на лебот, освен еден тип на леб специјал, кој што е со цена од 32 денари, инаку посетно или намалување на цената се уште немаме. Такви се информациите. Имаме намалување на цените. Нашата надлежност не е да преземаме зашто мерки доколку не се намалени цените, значи тоа не е во нашата надлежност. Ние во моментов, како и досега, имаме надлежност да гледаме дали цените на производите се согласно одлуката, а тоа подразбира дали тие се движат максимално 5% за лебот, брашното и маслото маржа и 10% за останатите производи. Она што го имаме констатирано дека трговците во овој дел, најверојатно заради тоа што имавме предходно многу мерки превземено, веќе се придржуваат и по однос на одлуката за производите со одлуката се придржуваат. Очекувањата беа 5 до 12% намалување на цените на прехранбените производи со стапување во сила на таа мерка за 80 евра мегават час струја за прехранбениот сектор. Кој е надлежен, кој треба да превземе тука мерки? Надлежност во однос на ненамалувањето на цените по однос на мерките секако дека е владата. Јас она што го слушнав на состанокот, министерот најави дека доколку и покрај мерките што ги превзема владата, бидејќи она што го имаме како информација дека
всушност и мерките се донесуваат, претходно има разговори со сите трговци производители и врз основа на и нивните барања и потреби се креираат и одредени мерки. Така да, доколку и оваа мерка не придонесе за намалување на цената на производите, секако дека владата врз основа на сите анализи што ги има, ќе очекуваме дека ќе донесе други мерки, бидејќи така и беше најавено. Меѓутоа, сакам да нагласам дека се уште, веќе денес е 7, се уште цените не се така драстично намалени, барем тоа се нашите информации што ги даваат трговците, заради тоа што се уште имаат залиха со набавни цени кои што биле од претходно и заради тоа не можат да ги намалат цените, очекуваат во периодов кој што следи идната недела веќе да има производи со нова набавна цена која што ќе биде помала. Господине Дуковски, компаниите од прехранбениот сектор добија поевтина струја 80 евра за мегават час. Во моментот таа се движи околу 400 евра на светските берзи за мегават час. Зошто уште не се намалени, еве констатира и пазарниот инспекторат, не се намалени цените според тоа што се очекуваше, дури има и производи, граѓаните реагираат дека нешто плюс и расти. Како што можевме да чуеме и од претходното излагање, цените имаат тренд на намалување. Значи тоа се забележува дека цените се намалуваат. Ако се вратиме и еден период наназад, можеме да забележиме дека цените има тренд на намалување, значи помина таа стабилизација, сега стигна и тој период на намалување на цените, што се должи првенствено на реакцијата на фирмите на пазарните услови. Значи, со самото стабилизирање на многу услови, зборуваме сега на генерално, на глобално ниво, од аспект на снабдувачки синџири, од аспект на цени на репроматеријали, на берзи, од аспект на цени на транспорт и слично, фирмите си реагираа и цените се намалуваат. Во случајов тука зборуваме за одлука која што е донесена и треба да почне да се спроведува. Значи, од моја информација од пред неколку дена, имаше само околу 518 компании кои што имаат склучено договор за користење повластена цена на електрична енергија. Тоа се должи се должише на два фактори. Првиот фактор е поради тоа што не беа доволно информирани, не знаеа фирмите до кој датум можат да поднесат барање за да можат да користат повластена цена и голем дел од нив сметаа дека тој датум што беше околу 20 ноември, доколку го пропуштиле, нема да се во можност да ја користат ова повластица субвенција која што е донесена во одлуката. Ние како Сојуз на стопански комори ги информиравме дека и тие што го пропуштиле тој рок можат да се пријават сега до 20 декември за да можат да користат повластена електрична енергија од јануари. Тоа е првата работа. Втората работа е во почетокот голем дел од компаниите кои што имаат инвестирано и инсталирано фотоволтаични системи беа, иако не беше така наведено во одлуката, беа одбиени од страна на операторот кој што требаше да ја спроведе таа одлука. Иако тоа е само 15, 20, може би 30% ги задоволуваат потребите фирмите ги задоволуваат потребите на таков начин. Тоа се работеше на тоа решение и е надминато, значи со текот на вчерашниот ден веќе почнуваат да добиваат известување дека можат да склучат договори, но тие би важеле од денес па натаму. Практично, одлуката за која што цело време спроведуваме за намалена цена на електричната енергија од 80 евра, или не беше, или веќе сега ќе почнат да ја користат од денешниот ден, ба натаму кој како што ќе ги склучи договорите. Како што претходно почитуваната директорка кажа, веќе се забележува тренд на намалување на цените, кога ќе почна да се користи мерката, односно кога ќе почне да се користи поевтина електрична енергија, верувам дека сите компании кои што ќе ја користат во своите калкулации кои што нормално следат во наредниот период, сега во моментов сигурно се трошат залихи кои што се набавени по стара цена, верувам дека инспекторите каде што проверувале го утврдиле тоа, а сите нови набавки очекувањето е веќе да бидат по намалени цени. Рековте има тренд на намалување, за колку проценти, на кои производи имаме конкретно, што
кажуваат вашите членки, кои производи конкретно се намалени, затоа што инспекторите, особено во Скопје, не забележале некои намалувања на цените на основните прехранбени продукти. Лепот, например, да речеме во Скопје колку е намален, или што конкретно ќе се превземе во тој дел сега од кога ќе добиете таа поевтина струја за цените да паднат она како што беа очекувањата на владата од 5 до 12%. Дали тоа ќе се случи од утре? Треба да бидеме првенствено внимателни со информациите кои веќе зборуваме, со шпекулирањето со проценти, затоа што ви кажав претходно и без никаква субвенција, првите сами си го следат пазарните трендови и согласно на тоа си реагираат и ги намалуваат цените. Значи сега дали некој ќе изјави дека тоа ќе биде одреден ваков или таков процент, јас сум сигурен дека оние компании кои што користат субвенции, кои што користат повластена цена на електричната енергија, ќе постапуваат согласно пазарните услови и на сметка на тоа ќе ги намалат цените. Вие можете да забележите сега да не изолираме, зборуваме конкретно само за еден, втори или трет производ, затоа што тоа е веќе и статистичка категорија, ама генерално, значи цените на производите, интенција на трговците е да ги намалат цените на производите, затоа што на краиштата на секој трговец му е битно да направи поголем обрт, поголема продажба на производи. Така, тоа господи Дуковска, Димеска се донеси законот за заштита на потрошувачите, предвидени се казни од 500 до 10.000 евра за така наречени нечесни трговци, односно дали досега имате изречена некоја казна според овој закон? Што покажуваат вашите контроли? Да, ние во изминатиот викенд кога беше акцијата на попусти која траеше неколку дена, кај некои трговци се уште трае, веќе имавме инспекцијски надзори, посебно во Скопје, беа извршени над 60 инспекцијски надзори во поголемите молови во Скопје и констатирано беше дека на околу 50% од тие што беа контролирани се пронајдоа неправилности во поглед на законот за заштита на потрошувачи. Па тоа е неправилно означување на цената на производите, тоа спаѓа како еден прекршочна мерка, изречени се околу 20 на решенија кон трговците, исто така изречени се околу 20 на прекршочни платни налози, кај еден трговец изречени се прекршочни платни налози за нечесна трговска практика, така да... На кој износ? Која казната? 2000 евра. Казните за поднос на законот, да, казните се движат поднос на видот на или големината на субјектот кои што се движат по согласно законот за потрошувачи од 500 до 10.000 евра за правните лица. Како можете, односно да ви се одврзат рацете за вие да можете да видите дали имаме на некој начин воено профитерство, односно нефер трговска практика, енормно зголемување на цените за време на кризава, целата оваа што трае. Требаше да се донесе тој закон за нефер трговски практики кој мислам дека требаше да ви даде повеќе ингеренции на вас за да можете да се справите со ова што сега, да речеме, на некој начин се соочуваме и што потенцираат експертите дека кризата, инфлацијата не е само увезена, туку ја прават и внатрешни фактори. Односно и самите трговци кои, слушајќи ги тие информации за инфлацијата дека ќе растат цените, ќе растат, они уште повеќе ги подигнуваат цените. Каде сгрешивме тука и што треба да направиме за да дојдеме до тој момент некој да биде казнат ради тоа што профитира на гробот на граѓаните? Ние секогаш кога ќе утврдиме такво однесување, секогаш сме донесували казни. Што утврдивте и кога утврдивте? Значи, ние тоа, согласно законот за потрошувачи, ние работевме и во периодот на пролета, кога имавме, нели, посебно со маслото за јадење, и тогаш утврдивме такво нечесно пазарно однесување, кое што беше санкционирано. Сега ви кажав дека согласно новиот закон за потрошувачи многу попрецизно се наведени мерките кои што ние може да ги превземеме и прекршоците, односно начинот на кој што трговците треба да ги означуваат цените, треба да ги означуваат попустите, како да се однесуваат,
од кога може да започнат тие акции, колку да траат, така да со овој закон е многу прецизно тоа кажано и согласно тоа многу е полесно за инспекторот да утврди како се формира цената и дали има некакво покрај тоа што има неправилно означување, дали тоа влегува и во делот на нечесна трговска практика. Согласно законот има точно предвидени критериуми како тоа може да се утврди, треба да се види колкав е тој прекршок, колку има влијание, дали има влијание и на здравието, и на безбедноста, и на заштитата на животната средина, меѓутоа колкава имотна корист тоа донесува, исто така треба да се земе како критериум, колку тоа се повторува, така да сите ови работи мора да ги има инспекторот во предвид за да донесе еден таков заклучок дека тоа веќе спаѓа во делот на нечесна трговска практика. Кажавме сите ингеренции на сите, но она што коментираат граѓаните е дека во пракса цените растат. На голем дел од производите постојано, додека ФАО покажуваше дека цените во Европа, односно глобално се намалуваат, кај нас се уште расте и никој не превзеде ништо. Зошто? Имаме таков впечаток во јавноста. Да, може би впечатокот е таков. Значи, јас не можам да коментирам зашто растат цените, бидејќи нашата надлежност не е да го спречиме растот на цените, туку да утврдиме дали тој раст на цените или промена на цените, тоа евидентирање на цените на производите е согласно законот на трговија. Тоа ние имаме надлежност да го гледаме. Немаме надлежност да влијаеме на висината на цената, на висината на маржата. Имаме надлежност да утврдиме дали се тоа е евидентирано, прокнижено, дали се води за тоа евиденција, која согласно таа водена евиденција, согласно сметките кои што се издаваат, треба да допринесе со зголемени давачки на трговците, односно зголемен процент на ДДВ или зголемен други даноци кон државата. А имате ли, например, откриено некогаш некакви малверзации, односно договарање на повисока набавна цена на некој производ плюс маржата да дојдат производите кај нас да се највисоки во Европа? Не знам зашто мислите како договарање меѓу фирми за повисока набавна цена на одреден производ, за на сето тоа кога ќе се удри маржа и други трошоци, да испаднат цените кај нас да се највисоки во Европа на храната во однос на никаде на друго место не пораснаа толку цените колку кај нас. Ние ја гледаме фактурата на набавната вредност на производот. Дали таа фактура е реална или не е реална, тие влегуваат, ако е од увоз, тие треба да поминат на царина. Царина е таа која што најпрво го гледа начинот на кој што тие влегуваат, со какви документи, дали тие документи се во ред, дали фактурите се во ред и добавувачите, така да во овој момент, значи, наша надлежност е да утврдиме дали фактурата е реална, соодветствува од добавувачот и до сега немаме навестено такво нешто за да ние поведеме дополнителна истрага, бидејќи наша цел е да видиме дали согласно фактурата согласно фактурата каде што е евидентирана набавната вредност на производот ја формира тој понатамошната цена. Господине Дуковски, како што кажа ФАО, изминатиот период цело време цените на суровините паѓаа, односно се стабилизираа на некој начин, а цел тој период кај нас цените на храната расте. Зошто? Зошто кога паѓаа суровините не осетивте потреба дека треба да се намалат цените на храната, а кога дојде мерката за струјата, кажавте дека само 15% учествува струјата во финалниот производ, во прехранбениот сектор, што ги збуни и самите граѓани, бидејќи претходно беше дека растат цените на храната ради тоа што расте и цената на струјата на светските берзи. Дозволите прво, отворивме многу убави теми, не би сакал да ги прескокнеме без коментар. Што се однесува до законот за заштита на потрошувачи, значи можам да кажам дека прв пат, конечно, после долго време имаме едно законско решение кое што е усогласено со најновите европски регулативи. Значи, законот за потрошувачи е усогласен и многу убаво дефинира како да се заштитат правата на потрошувачите. При тоа, нема да заборавиме на работа. Значи, трговците, државата, во случајот пазарниот инспекторат и другите надлежни инспекторати кои што работат и потрошувачите се на иста страна. Многу често знаеме да поставиме теза дека потрошувачите и трговците се на различна страна. Значи, потрошувачите, трговците, институциите, конкретно Државниот пазарен инспекторат,
треба да действуваат заеднички и да работиме на иста страна, затоа што сите сме засегнати. Конечно, во овој закон за заштита на потрошувачи има многу убаво дефинирани термини од типот на ова што претходно спомнавме, нечестни трговски практики, каде што се заштитуваат правата на потрошувачите во смисол на прекумерно, неточна промоција, интензивно рекламирање, нарушување на одредени права на потрошувачите. Ние како трговци, особено ние како трговци кои што работиме легално, тоа е многу важно да се потенцира. Ние од круцијално значење ова да се спроведува и да функционира. Значи ние секогаш ја надаваме нашата поддршка и ги поттикнуваме институциите да го работат и да го спроведуваат законно. Затоа што ние, како и многу други законски решенија, Законот за заштита на потрошувачи е одличен како регулатива. Сега, како ќе биде неговото спроведување, тоа е веќе другата работа. Како и за многу други законски решенија, ние имаме одлично согласени законски регулативи. Дали и колку ги спроведуваме, тоа е веќе сосема друго прашање. И затоа многу убаво што го отворивте ова прашање, особено во делот со контролите. Значи, и претходно во изјавата штатната директорка спомена дека биле контролирани субјекти кои што работат во големите трговски центри. Значи, тие што работат во големите трговски центри се цело време таму. И најчесто најголемиот дел од нив се легални. За нив постојат документи и она што го зборуваме за влез, за испитување, за проверка на влезна цена, дали цената била променета претходните 2 дена, 3 дена или 15 дена или 30 дена, како што е законското решение дека не може да се промени цената порано од 30 дена, тоа е веќе она што треба да се утврди. Ама тоа може да се утврди кај легалните трговци. Ние треба сите заеднички да го завртиме фокусот и конкретно не само да почнеме да зборуваме, мило ми е што во последниот период веќе почнува да се отвора прашањето во врска со црната и сивата економија. Значи, тоа се оние трговци кои што вие нити можете да ги најдете, нити можете да ги исконтролирате, нити можете нешто да проверите. А што е најинтересно од се, не оди да се провери, пошто нема што да се провери. И секогаш се проверуваат оние истите трговци кои што работат легално и кои што секогаш може да ги најдете на одредено место. И кога прашувате во врска со висината на казните и дали е нешто утврдено, јас сум сигурен дека тоа фино и интересно звучи, дали утврдивте толку, што најдовте како. Многу е важно да се утврди дали тие недостатоци што биле пронајдени се од формална или од суштинска природа. Затоа што сега, например, новото законско решение кажува, за разлика од претходно, дека, ќе земаме еден прост пример, пошто зборуваме за во делот на попусти, дека сега не може да има истакнато повеќе од 2 цени на една етикета. Значи, тоа што била старата и новата треба биде нова. А од минатото знаете дека беше, например, можеше да оди, дека било, например, на попуст толку, па второ попуст, па трет попуст. Сега затоа е прашањето. Дали цената реално се намалила од прва, од таа што била иницијална, до таа што е во моментот на намалување, да, или пак имала некаква спекулација со цената. А дали имало 2 или 3 цени, да, мора да се усогласат трговците. Тоа е уште една тема која што е многу сериозна и треба да се отвори. Да, имаме добро законско решение, во најголемиот дел има неколку работи кои што се потполно нелогични и не знаеме зашто се таму, ама имаме законско решение, зашто се донесе толку на брзина и колкав ќе биде периодот и зашто не е предвиден воопшто период на прилагодување, тоа е оно што треба да дискутираме и да имаме взаемно разбирање. Затоа што наш заеднички непријател на целата оваа држава, на сите потрошувачи, е тие што работат на црно и на сиво. Црната и сивата економија. Дали треба поинтензивно, како што кажа почитуваната директорка, да се гледа како воопшто тие работи стигнуваат на пазарот, дали тоа е работа на царината или на некој друг, од некаде треба да се почне. Така. Тука ќе ве прекинам, повикувам кратка пауза за реклами, се враќаме за кратко после рекламите. Повторно се враќаме со емисијата Аргумент Плюс. Господине Дуковски, да продолжиме каде што застанавте, не ми одговоривте. ФАО глобално цените изминатиот период на суровините се намалуваа, кај нас ниту денар не се поместија. Зошто? Значи,
Претходно ви кажав дека цените се стабилизираа и се намалуваат. Таму се намалуваат од март глобално, а кај нас расте цел тој период. Зошто? Март не сум сигурен дека од март глобално се стабилизира. намалувале. Ама во секој случај сега веќе ако завлегуваме во технички работи, значи кога станува збор за нешто што купувате на светски пазар, најчесто не е тоа нешто што го купувате и го добивате во моментот. Значи таму не се купува нешто од залиха, од готова залиха и дека вие го купувате и го добивате во истиот момент. Значи за што и да станува збор, верувам дека и низ искуството, низ следењето и самите инспектори утврделе дека кога набавувате било што, особено кога станува за берзански производ, тогаш правите нарачка, дали ја плаќате или не, или треба да ја платите пред пристигање, тоа е сосема друга работа. На крај краишта поминува одреден временски период, може тоа да е 15, 39 до 90 дена. И може би и не за некои производи подолго. Значи во моментот 90 дена, зашто веднаш почна да расти, како беше војната во Украина, цените кај нас почнаа веќе да растат. А кога доаѓаме до тој момент дека треба да се намалуваат, не требаат 3 месеци, како што викате 90 дена. Зошто? Токму така. Ние као Сојуз на стопански комори, ние им сугерираме на сите наши членки. Ќе потенцирам, тоа се сите оние членки кои што се легални, кои што треба да се однесуваат фер и коректно на пазарот, да се однесуваат така како што е пропишано. Сведоци сме, да, и ние слушаме дека имаше такви појави. Имаше ли воено профитерство за цело време на оваа криза? Тоа сакам да ве прашам. И ние, значи, како Сојуз на стопански комори, исто така ги поттикнуваме институциите да ги утврдат, доколку имало такви изолирани случаи каде што некој без никаква потреба направил разлики на цени, а немало оправдување за тоа, нормално е дека треба да биде санкциониран. И ние секогаш го поддржуваме, значи тоа што го зборувавме претходно. Многу е важно, ние значи имаме одлични регулативи некогаш, одлични законски решенија, треба доследно да се спроведуваат. Нормално таму каде што можат да се спроведат, таму каде легалните трговци. Господио Димеска, конкретно кажавте дека не утврдивте некое воено профитерство и впечатокот во јавноста е дека сите си ги имате ингеренциите, дека министерот за економија ги префрла на пазарна инспекција на царината, и од царината тука се губи секаква трага, дури министерот излезе и со констатација дека се наштимани некои увозни цени кај пелетите кога стануваше збор. Што се утврди? Ние немаме никаков епилог од тоа, само имаме крајна цена која граѓаните ја плаќаат и која е драстично голема. Јас не знам што се утврди, бидејќи таму требаше тоа што го утврди, што го имаше како информација во Министерството за економија, дека набавната вредност е пониска на пелетите, врз основа на тоа што било како увозна цена и ја донесоа мерката на владата со ограничена цена од 27 денари и беше дадена задача на Царинската управа и на управата за јавни приходи да утврдат. Мислам дека таму треба да се бара прашање, одговорот на ова прашање. На тоа утврдување, нашите ингеренции се такви, а во пракса граѓаните уствари сето тоа ги чини многу по џебот. Јас само можам да кажам во делот на нашата надлежност што ја имаме, во оно што го кажа и господин Дуковски, сакам само да напоменам дека да, ние ги контролираме сите субјекти и тие што се во моловите, бидејќи таму и најголемата потрошувачка, најголемите трговци и тие се предмет на надзор, бидејќи таму беше организирано и акциски попусти се, меѓутоа предмет на инспекциски надзор во текот на целиот период на работењето на Државниот пазарен инспекторат се и нерегистрираните трговци. Ние имаме постапувано по тоа, имаме донесено и решение за забрани, имаме изречено и прекршочни казни. Многу добро соработуваме со управата за јавни приходи, бидејќи и тие кога наоѓаат таков тип на трговци не информираат, ние постапуваме, имаме соработка и со трудовиот инспекторат, така да за сите овие активности можеби не сме имале прилика да разговараме, меѓутоа и тие се таргети предмет на инспекциски надзор, меѓутоа тие се офатени со некое друго законско решение. Одам на тоа што конкретно интересира граѓаните. Дозволете ми да додадам. Само кратко. Да.
која веќе зборуваме за тоа, пошто цело време зборуваме трговците. Мора да сме малку реални и да видиме една друга работа. Погледнете авија листата на топ 100 компании во Македонија. Ќе видите дека во првите 100 компании во Македонија има само 2 трговски компании, кои што можем да слободно да кажем дека воопшто па не ни вршат трговија со домашни производи. Значи, фокусот треба да го видиме. Да, свесен сум дека најчесто забележувате, вие одите во маркет, одите таму и секојаш трговијата ви е пред очи, но имајте во предвид дека најголемите 100 компании во Македонија најмалку има трговски компании. Две прашања за крај. Потрошувачката куштичка што мери ССМ стигна 52.000 денари, намалена или е потрошувачката? Што кажуваат вашите членки на основните прехранбени продукти? Дали тоа се забележува? И конкретно што да очекуваат граѓаните, велите, од утре? За колку проценти треба да се намалат основните прехранбени производи според она што го имаме како суровина, цена на суровина и поевтината цена, зашто морам да напоменам, вие ја добивате за 80 евра за мегават час, сега стигна на берзите, ќе ја плаќавте инаку 400 евра за мегават час. Кој бенефит од тоа го имат граѓаните и зашто уште еднаш да ви плаќате субвенционирана струја ако не видат намалување на цените на храната во продавниците? Дефинитивно до сега не се случило, нормално дека нема да се случи. Тие компании кои што користат субвенционирана цена на електрична енергија, сигурно во своите калкулации ќе ја внесат така како што е и тоа ќе даде ефект на крајниот производ. Тоа е индивидуално за секоја компанија во зависност од тоа колку во нивното учество на процентуално учество на цената на електричната енергија. Но како и да е, значи тоа е варијабилно во зависност од индустрија. Но како и да е, дефинитивно компаниите кои што, и тоа е нормално дека ќе се утврди, затоа што сепак се тие, како што ви кажав, легални компании каде што многу лесно може да се утврди дали превзева обврските кои што си ги превзеле, си ги испочитувале. И тоа ќе се види за релативно краток рок, веднаш, значи со спроведувањето на одлуката. Не може и денеска ако донела одлука да очекуваме тоа да се спроведува ще попладнево без да видиме дека тоа вистина. Кои се вашите очекувања за колку би паднале цените на храната, бидејќи кога расте се дуплира, да кажеме, ако беше 25 денари левот, сега е над 50, колку се очекувањата дека треба да паднат цените на храната со оваа состојба што имаме сега? Во никој случај не би сакал да шпекулирам со проценти, затоа што во спротивно ќе заличам на некој кој што од било какви причини си кажува некакви проценти заради тоа што природата на работата му е таква. Значи, ние кога зборуваме конкретни бројки. Не можеме да си нафрламе, али во секој случај, моје лично очекување, кое што ви го кажав и пред некои 2 месеци во гостување во друга телевизија, кога сите тие кажуваја дека цената ќе биде страшна, дека се ќе расти, се ќе оди нагоре, јас тогаш зборев дека цените генерално на сите материјали го имаат во тој момент достигнато својот пик и сега ќе се очекува надолен тренд. Така дека како што тогаш ви кажував дека цените ќе имаат надолен тренд, така и сега моето лично очекување е дека цените ќе имаат надолен тренд без да очекувате од мене да шпекулирам со било какви проценти. Ви благодарам на двајцата што бевте мои денешни гости, вам почитувани и ви благодарам на вниманието. Тоа беше емисијата Аргумент Плюс, тема инфлација, гости директорката на пазарната инспекција и подпредседателот на Сојузот на стопански комори. Пријатно останете со нашата програма.